Засилени полициски контроли има на граничниот премин Делчево Станке Лисичков, но протокот на патниците од Бугарија е речиси минимален. Телма ги регистрираше редовните проверки на возилата, кои сакаа да влезат, но и да излезат од земјава. На граничниот премин Делчево Станке Лисичков од 19 часот синоќа до утринава до 6 часот поминале само двајца бугарски државјани, и тоа новинари од Бугарското национално радио. Поголема гужва на овој помал граничен премин се создаде по 8 часот, кога системот почна да паѓа. Бугарските граѓани кои чекаа влез за Македонија велат дека целта им била денот да го поминат во Делчево, каде што редовно одат на стоматолошки прегледи и на пазар. За болекар ходим на пазарма. За болекар че? Не ме интересува там за Гоце Делчево. Маграм не ме интересува. Јас сум тренал по работа. Ние сме бугари, ама половин 25 години скарахме тука у Македонија. През ден сме тука одиме, нешто пазаруваме до Делчево. Што мислите за денешниот ден? За честувањето на Гоце Делчев и односите Македонија-Бугарија? Какво мисля? Трябва да го приемаме заедно, а не разделено. За нас тој е общ герой. Не ми харесва как вие, нашите братя македонците, го приемате като само ваш герой, тој за мен е общ. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова за Телма вели дека на преминот Делчево Станке Лисичков од Бугарија влегле десетина возила. На 20 минути на влез во Бугарија се наоѓа пограничното градче Делчево, кое денеска го чествуваше својот патронен празник. И пред споменикот на Делчев засилено полициско обезбедување, но чествувањето на 151 година од роденденот на великанот Гоце Делчев, опозицијата и власта поделени. Членови и симпатизери на ВМРО ДПМН половина час пред официјалната манифестација положија цвеќе и имаа пригодна реч. Поканата од нашата општина, тоест од градоначалник Горан Трајковски, беше двосмислена, тоест никаде немаше наведено дека Гоце Делчев е македонски револуционер. Поради таа причина ние како македонска партија која што ги застапува македонски национални интереси, како и секогаш одлучивме да направиме засилно чествување. Јас не сакам востание со луѓе кои што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со храбри кадарни луѓе кои што може да го издржат сиот товар на една долготрajна битка. За разлика од претходните викенди, кога Делчево е полно со бугарски граѓани, денеска денот е тивок, а резервациите од поголемите групи на туристи во хотелите се откажани. Ние како два различни народи и иако сме различни народи, сме пријателски настроени еден спрема друг и овде политиката која ги замеша прстите настануваат вакви проблеми. Во општините во Источна Македонија чествувањето на 151 година од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев помина мирно и достоинствено.